Луксузните марки доживуваат ренесанса. Побарувачката за нив ги пробива сите очекувања, дури и на производителите кои останаа помалку изненадени од лавината купувачи. Првите примероци на Rolls-Royce Spectre и Ferrari Puro Sangue треба да бидат испорачани годинава, но нивните планирани нарачки веќе ги надминаа производствените капацитети и чекањето за испорака е подолго од 2 години. Некои модели се заминуваат од сцената, некои се враќаат, а некои допрва ја започнуваат неизвестната кариера на пазарот кој живот значи. Поредно за производителите електричните возила беа интересна алтернатива, но денеска тоа е задолжително. Тоа важи и за марки како Rolls-Royce, кој го подготви својот прв таков модел. Наречено Spectre, ова луксузно купе ќе се вдоми во джет-сет светот со лесно препознатлив изглед. Во внатрешноста, како што се очекува од Rolls-Royce, брзо ќе се почувствува атмосферата на луксуз. Архитектурата на која е поставен е алуминиумска, подготвена само за електричен погонски систем. Батериите тешки 700 кг се интегрирани во структурата под подот, со што се зголемува торзионата крутост и подобрува звучната изолација на кабината. Максималните 585 конски сили се доволни овој 3 тона тежок автомобил да забрза до 100 км на час за 4,5 секунди, додека автономијата се очекува да изнесува 520 км. Во светот на четирите тркала се случуваат контроверзни работи. Од секаде пристигнуваат големи планови за електричната иднина, но реалноста покажува поинаква слика. Увидувајќи ги предностите во производството, но и брзиот развој на батериите, кон струјата се приклучуваат и имиња кои се колнеа во бензинот. Сепак се уште се појавуваат модели што го слават моторот со внатрешно согорување. Таков е и првиот Ферари со 4 врати, кросоверот наречен Puro Sangue, што во превод значи чиста крв. За да биде таков, се грижи 6,5 литарски V12 мотор кој без турбо или хибридна поддршка на сите 4 тркала им спорачува 725 конски сили. Отворајќи нов пазарен сегмент за марката од Maranello, тој ги негува незините гени со изразито необични форми и детали. Задниот дел е краток и динамичен, лаковите на тркалата се јасно одвоени од останатиот дел од каросеријата, а многуте аеродинамични карактеристики на каросеријата се впечатливи. Вратите електрично се манипулираат, а задните се отвараат спротивно од предните. Мноштвото напредни технологии кои ја искачуваат цената на нешто помалку од 400.000 евра го направија достапен само на одбрани купувачи. Нив сепак ги има толку, што заради поголемиот интерес и листата на чекање за испорака долга 2 години, раководството на Ферари мораше да запре со примање на нарачки за него.